Проблемот со дискриминацијата на жените на работните позиции се уште е присутен, а надлежните не прават многу ова да се надмине. Општеството и работодавците во приватните компании дискриминираат повеќе за разлика од државните претпријатија. Но од друга страна, одговорноста на државните институции е да помогне во искоренување на дискриминацијата и создавање на фер услови и за мажите и за жените. Во однос на бројот на вработени мажи и жени, застапеноста во општинските и јавните институции е речиси еднаква. Со односот помеѓу родовите кај вработените во општина Штип е речиси целосно рамноправен. Во општина Штип се вработени 57 мажи и 55 жени. Што се на оние раководни позиции менеджерски? Така, во моментов секретар на општина Штип е жена, тоа е една висока функција, додека со односот помеѓу раководители на сектори е еднаков, односно има еден маж раководител на сектор и една жена раководител на сектор. Кога станува збор за одделенија, исто така и тука станува збор за еднаков сооднос, односно има тројца мажи кои што се раководители на одделение и 3 жени кои што се раководители на одделение. Меѓутоа, проблемите со дискриминацијата на жените се јавуваат во приватниот сектор. Овде, дискриминацијата е далеку позастапена. Еден од клучните проблеми е големата разлика во плати која постои меѓу мажите и жените. Државната комисија за антидискриминација спровела истражување и ова покажало дека дискриминацијата е застапена во приватниот сектор во однос на плати. Тоа истражување покажа дека разликата во плати помеѓу мажите и жените е некаде 25% во корист на мажите. А она гледано преку сектори, односно дејности, таа разлика е драстично висока во областите на земјоделието, прехранбената индустрија, преработувачката индустрија, понатаму транспортот и градежништвото, каде што таа разлика достигнува дури до 44%. Професор Ананиев, кој е член на Комисијата за антидискриминација, вели дека облиците на дискриминација се различни, а дискриминацијата во приватниот сектор, иако е позастапена, жените овде се плашат да пријават. Во разговор со две жени од текстилната индустрија, дознавме за многу случаи на дискриминација, но најголем дел од нив не сакаат јавно да говорат. Во Facebook комуникација, жена вработена во текстилна индустрија сведочи за дискриминацијата врз неа. Јас земав по 10.000 денари плата, кога покачија на 12.000, мене ми намалија на 8.500, под изговор дека не сум ги одела саботите. Не смеам јавно да зборувам, се плашам. Пред некој ден ми направија голем проблем на работа. Бремена сум 8 месец и останав на боледување. И лично газдарицата ми се закани дека ќе ме одјави затоа што сум била на боледување и немало да земам породилно затоа што не сум одела сабота на работа. Вели работничка од штипската текстилна индустрија. Во разговор со Кристина Ампева од невладината организација Гласен текстилец, дознавме дека дискриминацијата, особено во текстилната индустрија, е голема, а стравот да се пријави е уште поголем. Ампева сподели со нас неколку примери, каде работнички се дискриминирани поради бременост или биле предмет на сексуално вознемирување. Забележавме дека прекинати им се договорите на работнички кои биле бремени. Исто така во колективните договори стои не е прецизирано, тоа е составена како врата за манипулација со тоа што работничките кои користеле породилно отсуство не добија регрес за годишен одмор, односно К15. За да се оди на судски процес конкретно кај жената што сака да оди, баш ја прашав дали колешките околу тебе би посведочиле што ти кажале шефовите, работодавачите и слично, да кажам не. Стравот е преголем и оправдано е што утре никој нема, ако одам на судска постапка, нема никој да застане зад мене и да го каже тоа, да посведочи дека мојот отказ, уствари прекинување на работниот однос, се должи токму поради состојбата во која сум, поради тоа што сум бремен. Работничката пријави сосем за нешто друго. Во разговор дознавме дека се работи за сексуално вознемирување од страна на работодавачот. Што се случи? Не сакаат да одат понатаму. Сраме поради тоа што се работи за жени, поради тоа што се работи за мајки, нечии сопруги или самохрани мајки, сеедно, и поради, тука општеството во кое живееме, најнормално за нив да не го спомнуваат веќе тоа. Може меѓу нас да си разговараме, меѓутоа повеќе од тоа не, никако.
Работодавците нормално дека негираат дека постои ваков вид на дискриминација. Но во разговор со Ангел Димитров, собственик на текстилна фабрика и претседател на Организацијата на работодавачи на Македонија, вели дека е вистина дека порано се давало предност на жените во однос на мажите при вработување во оваа индустрија. За разлика од порано, и ние како предприемачи или директори на компаниите, повеќе даваме предност на женската работна сила, сега веќе тоа не може да го правиме. Сега веќе мораме на еден начин и се обидуваме и машката работна сила да ја вклучиме во нашите конфекции и веќе видите сега во сите конфекции имаме доста машка работна сила која работи. Сега за разлика од жените тие работат не така на специјални операции кај што треба голема прецизност, но има такви операции во конфекционерството кај што може да работат и мажи. Според Димитров, денес не е толку изразено тоа, но тоа е поради недостигот на работна сила, па работодавците мораат неселективно да вработуваат и поради пазарот на труд на некој начин се приморани да им ги овозможат работничките права и да не дискриминираат. Па работодавачите се свесни дека тоа веќе не може да го прават. Знаете, понудата и побарувачка работна сила се однесуваат како било кој пазарен сегмент. Зависи од понуда и побарувачката. Она што работодавачите го правеле пред 20 или 15 години, кога секој ден пред портата на компанијата чекале 200-300 луѓе барале работа, сега се свесни дека не може да го прават. Така, сега работниците, флуктуацијата е многу голема и тешко се наоѓа добар работник. Значи ние некојаш ако сме имале за едно работно место да конкурирале 10 луѓе, сега ни треба 10, а се јавуваат 5. Ние сме свесни за тоа и сме свесни дека веќе тоа што сме го правеле пред 15 години не смееме да го правиме, ако сакаме да задржиме работници, добри работници на своите работни места. Комисиите за еднакви можности и координаторите за еднакви можности во општините се едни од надлежните за надминување на овие проблеми. Во општина Штип има изработено локален акционен план за еднакви можности кој што се уште е на сила. Според тој план, детектирани се низа проблеми и понудени се конкретни решенија во вид на проекти. Дел од проблемите се и во самата општина. Испратено е укажување до Советот на општина Штип за соодносот за мажи и жени, каде констатирана е несоодветна застапеност во однос на родот, 4 мажи и 1 жена, и тоа во 3 комисии: Комисија за еднакви можности, Комисија за спорт и Комисија за права на детето, кои што се при Советот на општина Штип. Според извештаите пак кои ги добивме од општина Штип, најголем дел од мерките предвидени во акциониот план 2014-2019 остануваат нереализирани. Во извештајот од 2015 година, например, стои дека единствена активност реализирана во врска со планот е негов превод на англиски јазик. Во извештаите за 2016 и 2017 има активности кои што општината ги реализирала во насока на родовата еднаквост и акциониот план. Меѓутоа, сепак, тоа не се активности кои што се предвидени во локалниот акционен план, а во извештајот се наведени како такви. Например, во делот на родова еднаквост и медиумите, во акциониот план се предвидени конкретни активности и проекти за подобрување на состојбата, како дебати со жени новинари, како проект Стоп за сексизмот во рекламни цели или обука за вработените во медиумите, како и иницијатива за законски измени во однос на сексизмот во рекламни цели. Во извештаите пак, во делот на медиумите, например, не може да се види ниту една од овие предвидени активности. Наместо тоа, стојат активности како воспоставување одлична соработка со медиумите и гостување на локалните телевизии. Според извештаите, општината нема план за работа во однос на родовата еднаквост. Единствен документ по кој работи на намалување на дискриминацијата е локалниот акционен план. И во него, иако се детектирани сериозни проблеми кои чекаат решавање, во извештаите стојат работи како улично осветлување во населба Новосело, каде има 1000 граѓани, од кои половина се жени, или тротоари во некои населени места, а дури и финансиска помош на спортисти за представување на Македонија во странство. Сето ова го има во извештај за подобрување на родовата еднаквост. Најголемиот предизвик со кој се соочиле во извештајот во 2017 година, комисијата го наведува немањето на финансиски средства. Според сите добро упатени, за решавање на дискриминацијата е потребно многу повеќе од ова, затоа што жените се дискриминирани по различни основи уште во процесот на вработување, а и во текот на работниот век. Државната комисија за антидискриминација посочи само неколку примери. И тоа пред се во огласи за вработување, оние најсвежи примери, например, дека се бара девојка не постара од 25 години за промотерка, во продолжение, например, на тој оглас, да биде не пониска од 1,65 м и конфекцијски број М. Тоа истовремено значи
чисто вознемирување или познато како сексизам во самиот оглас. Значи таа пред да некаде да тропне на врата и да побара работа, таа е веќе дискриминирана, односно секоја жена која што е во брачен статус и секоја која што е постарена не може да... Што може да се направи подоцна ваквите... Во таквите ситуации комисијата алармира на тој начин што укажува дека тој оглас треба да биде поништен и да се распише нов оглас. Еве, например, втор пример ќе ви кажам, се бара машински инженер, мажите имаат предност. Дискриминацијата во огласите најчесто се јавува кај приватните компании, но дискриминацијата веќе во работниот однос може да се најде и кај приватните и кај јавните институции. Покрај одредени банки, комисијата забележала дискриминација и кај некои државни институции. Комисијата има донесено мислење дека има дискриминација и за среќа значи ситуацијата е вратена во правобитната положба. Тоа се ситуации кога жените наполниле 62 години и сакаат да продолжат до 64. Работодавачот сака на низиното место да вработи некој друг. Значи не сака таа господја да биде на работа уште 2 години и ја прераспределува на друго работно место. Такви случаи имаме и во јавниот сектор и во приватниот сектор. Не на друго работно место во рамките, например, во истата институција, во истиот град, туку треба таа да патува комплетно неоправдано, например 100 километри, 150 километри. Има ситуации, например, од крајниот запад да биде прераспределена во крајниот исток. На тој начин, вршејќи притисок да она по секоја цена се откаже од работа. И тука имате дискриминација на жена по основ на возраст. Ви го давам примерот, бидејќи неколку такви ситуации имаме на жени кои што се дискриминирани по основ на возраст во сферата на работните односи. И имавме ситуации со банки, имавме ситуација со одреден државен фонд. Сите кои се вклучени во проблематиката посочуваат дека институциите мораат повеќе да работат на борбата против дискриминацијата, но во исто време мора да се промени и свеста кај граѓаните дека никој нема право да ги третира различно луѓето само врз основа на нивниот пол. Воедно упатените апелираат жените кои трпат дискриминација тоа да го пријавуваат, затоа што има механизми преку кои тоа може да се спречи.